Едно вообичаено службено патување за спортскиот новинар Горан Милковски се претвора во трагедија. Бевме да ја одработиме таа задача која што ни беше дадена. Ја одработивме и се сеќавам дека бевме многу близко до Скопје, меѓу Тетово Скопје на тој стар пат, близу Грубчин. И како викаат, бум, трас, веќе не се сеќаш ништо. Законот за безбедност и здравје при работа низ призмата на новинарите. Во какви услови работат македонските медиумски работници? Какви права ужива седмата сила? Колку е безбедна кога известува од пожари, поплави или воени конфликти како оној во 2001-та? Тогаш прв пат свативме дека во Македонија премногу ризично се однесуваме, за разлика од нашите колеги од странство кои што секогаш беа со панцир, шлем и со целата опрема. 70% од новинарите во Македонија не осигурани во случај на повреда. За поразителните бројки во медиумскиот сектор, во сабота во сигурна работа, со новинари и уредници, но и представници на синдикатот и Сдруженијето на новинари на Македонија.